Почитувани граѓани, зад нас е 2014 година, пред нас е 2015-та. 2014-та беше година на многу предизвици, проблеми, но и успеси. Сите ние со ентузијазам влегуваме во 2015-та, со мисла за подобар и посреќен живот. Секој еден човек има право да се бори за подобар живот, за посреќни денови, за помалку проблеми и повеќе успеси. Освен сите ние како луѓе и индивидуи, сите ние имаме и заеднички, колективен, општествен, државен интерес, проблеми, напредоци, успеси и неуспеси. Многу често колективниот успех на државата директно или индиректно влијае на индивидуалните успеси и поквалитетен живот. Нашата задача, нашата мисија, обврска, посветеност и одговорност како политичари кои ја добија довербата од мнозинството граѓани на изборите во април 2014-та. И тоа со најголем број гласови кои сме ги добиле досега, ја зациментира нашата одговорност пред вас на највисоко можно скалило. Да се добие таква доверба по 8 години практикување власт во оваа земја со многу проблеми, но и по такви тешки времења на светска, а понеја и европска должничка криза, за мене е таква доверба, што кога размислувам за тоа, чувството на одговорност ме остава без див. Чувствувам далеку поголема обврска отколку во 2006-та. Кон сите вас, македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи, христијани, муслимани и останати. Тоа е посебно чувство, заради кое безпоштедно работам и јас и мојот тим, да го испорачаме најмалку она што сме ви го ветиле на изборите и во програмата, а ако можеме, и нешто повеќе од тоа. Од тој аспект, 2014-та беше година кога се случија многу нешта. 2014-та е година во која Македонија во првите 3 квартали имаше трет највисок раст на економијата во Европа, веднаш зад Англија и Ирска. Тука веќе имаме и континуитет, бидејќи и претходната 2013 имавме трет највисок раст на економијата во Европа. Носители на растот беа извозот, кој имаше огромен раст од речиси 20% споредено со 2013. Градежништвото, кое покрај со градба и реконструкција на локални и регионални патишта, доби на динамика и со градбата на 3 автопати, градба на железничката пруга кон Бугарија, како и реконструкцијата на пругата од границата со Србија до границата со Грција. Но деумно, на растот влијаеше и зголемувањето на потрошувачката, чиј генератор беа зголемувањата на пензиите, социјалната помош и платите во јавниот сектор. Сите овие фактори и показатели очекуваме да продолжат и во 2015-та. Донесувањето на странските компании, иако на почетокот критикувано од опозицијата, се покажа како полн погодок. Тие дадоа нов импулс на нашата економија, но и на многу постоечки македонски компании, кои станаа нивни партнери или добавувачи. Тоа ме чинеше многу труд, време, енергија, напорни патувања и мене и мојот тим за привлекување инвестиции. Но се исплатеше. Се исплатеше и големата посветеност да се создаде добра бизнис клима во земјата, која е предуслов за да дојдат странските фирми. Не останавме должни и кон домашните фирми. Не само што сите погодности важат и за нив, целата таа подобрена атмосфера за бизнис ја користат и тие. Туку за нив излеговме и со нова кредитна линија од 100 милиони евра, со најниски можни камати во земјата од 5,5%, што беше сериозно гориво во моторите на домашната економија. Фактот што Светската банка не вбројува во 30 најдобри земји во светот според условите за водење бизнис, ни гарантира успехи за 2015-та, а досега стекнатото искуство ми дава за право. Ако минатата година ветив дека најмалку 20 странски компании ќе донесат и објават одлука за инвестирање во Македонија, што и се оствари и надмина, сега можам да ветам дека најмалку 25 нови компании во 2015-та ќе го направат истото. Да, во 2014-та
одлуки за отворање своји капацитети донесоа и објавија, а дел од нив почнаа и со градба и првични вработувања. Германската ОДВ Електрик во Охридско-Струшкиот регион, која почна да вработува и планира да вработи вкупно 1000 невработени лица. А во истиот регион, истото го објави и германската Костал, исто така со 1000 вработувања. Американската Key Safety Systems веќе почна да регрутира вработени, а планира да вработи над 1000 лица во Кичев. А германската Markart веќе ја гради фабриката кај Велес, во која почна веќе да ги селектира дел од 600 планирани вработувања. Германскиот Technical Textile, кој веќе гради во Штипската зона, ќе отвори нови 600 работни места. Две компании објавија своји инвестиции во Прилеп. Едната е американската Ethanol Europe Renewable, која планира вработување на 1000 лица, а втората, германската Gentherm, која планира вработување на 2000 невработени. Weber Group од Турција веќе донесе механизација во Ранковце и почна да го подготвува теренот за градба на неколку фабрики, во кои планираат да вработат најмалку 5600 лица. Тие ќе понудат работа за цел регион, каде се Крива Паланка, Кратово, Пробиштип и Куманово. На истокот, во регионот Кочан и Виница, американската корпорација Anfenol почна да вработува и планира да достигне до најмалку 2000 лица, како и холандската Антура, која го гради својот капацитет во кој планира да вработи 200 невработени. Пред 2 недели, американската Capcom објави изградба на фабрика кај Скопје за 400 невработени. Во Скопската зона веќе гради фабриката Diatec од Италија, каде ќе се вработат најмалку 200 лица. А во истата зона се определија и објавија одлука Монтанте од Италија и фирмата Енергија од Украина. Британската EuroBPO веќе почна со работа во Скопје, а планира да достигне до 350 лица. Британската компанија Endava објави вработување на најмалку 450 информатички инженери во Скопје. А на листата се и Менсан од Турција, бугарската Филкап, Итек од Италија кој почна да гради во Тетово, Гришко од Русија која најави втората фаза во Демирхисар со 200 нови вработувања, Исте Медикал од Турција, турските Proline и Match Group и повеќе други. Она што посебно ме радува е што тимот за привлекување инвестиции, каде се 5 министри за инвестиции, директорот на зоните, заменик министерот за економија, заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции, мојот советник за странски инвестиции, новиот сектор во мојот кабинет за привлекување инвестиции, разгранетата мрежа на промотори во над 30 индустријски центри низ светот, како и амбасадорите и генералните конзули. Сите се во моментов, заедно со вработените кај нив, заедно со мене, со потпредседателите на владата и целата влада, со поддршка на диаспората и особено на организацијата Македонија 2025 предводена од Мајк Зафировски. Сите се една силно забрефтана машина, добро организирана, со големо искуство и многу посветена на привлекувањето нови компании, кои ќе отворат нови работни места за невработените во Македонија. Паралелно на ова, остануваме многу посветени и на домашните компании. Како во правец да им помогнеме за нивниот развој, така и во правец да ги поврзиме со странските кои доаѓаат, да станат нивни партнери и преку тоа да заработат и да отворат нови работни места. И не е случајно што невработеноста во 2014 континуирано се намалуваше и достигна 27,9, што е се уште високо, но многу пониско од 38% кои ги наследивме. И не е случајно што индустријското производство расте 15 месеци поред и со раст од 5,2% имаме пети највисок раст во Европа на индустријското производство. А државниот долг остана низок до умерен со околу 39%. Покрај новите компании, растот на извозот и градежништвото имаше и ќе има многу работа и во 2015. Во полнек се градбите на 3 автопати и железницата кон Бугарија. Но следната година, некаде летото, ќе почне и изградбата на експресниот пат со 4 ленти од Штип кон Кочани и од Градско кон Прилеп.
а кон крајот на 2015-та и експресните патишта со 4 ленти од Дохрид до Пештани и автопатот од Требениште до Струга. Ке се заврши и експресниот пат Велес-Штип до Кадрифаково, а очекуваме да најдеме концесионер и за автопатската делница Кичево-Гостивар, каде ако се биде во ред, градбата би почнала во 2016 година. Ке продолжат и градбите и реконструкциите на други патни правци, меѓу кои Миладино-Сикуманово, Неготино-Демиркапија, Велес-Катваново и повеќе други. Во 2015 очекуваме да почне изградбата и на гасоводната мрежа од Куманово до Штип и да се обезбедат услови и за останатиот примарен гасовод низ Македонија. Секундарната гасификација во Скопје и Скопско со инвестиција од 100 милиони евра, како и секундарната гасификација во Источна и Западна Македонија е исто така дел од плановите за 2015. Фокусот ќе остане и на изнаоѓање алтернативни извори за донесување поголеми количини газ за Македонија. Како и во 2014, така и во 2015, ќе продолжиме советеното зголемување на пензиите, социјалната помош и платите во јавниот сектор. Како и во 2014, така и во 2015, ќе продолжиме со политиката за поддршка на земјоделството и македонското село, со нови 150 милиони евра за субвенции и рурален развој. Ќе го продолжиме и проектот Купи куќа, купи стан, со новите подобрени услови за оние кои имаат потреба од куќа или стан. Проект преку кој досега над 430 семејства го решија својот стамбен проблем. И секако ќе продолжат сите други наши проекти кои даваат добар резултат или наоѓаат одличен одзив кај народот, како што се бесплатните железнички превози и бесплатниот влез во културните установи во одредени денови во неделата за младите и за пензионерите, бесплатниот викенд за пензионерите, кој ќе почне во 2015-та, и мерката за субвенционирање на придонесите на секој кој ќе вработи млади луѓе до 29 години. Мерка со која 5700 лица во 2014 се вработија, како и можностите за ултра поволни кредити за младите луѓе кои сакаат да започнат бизнес. Преку другите активни мерки за вработување, обезбедивме уште над 5000 работни места во 2014, а најмалку толку ќе има и во 2015. Не беа и нема да бидат заборавени лицата со хендикеп, на кои континуирано им се помага со постојните и со нови мерки. Ветениот отпис на долгови под одредени услови е во длабока фаза и тој ќе заврши. Досега над 2000 ранливи категории лица добија решенија за отпис на различни долгови во износ од над 2,5 милиони евра. Во 2015-та, како и во 2014-та, ќе продолжи силниот инвестицијски бран во здравството, но и понатамошни системски мерки за подобрување на организацијата на здравството, условите за пациентите, условите за лекарите и медицинскиот персонал, обуките во најнапредни и најреномирани болници и клиники во Европа и во Америка, на нашите лекари и медицински сестри, кои наместо по 500 годишно како досега, ќе бидат по 1000 обуки годишно од 2015, што силно ќе го зголеми знаењето и искуството и ќе овозможи подобра здравствена услуга за сите во Македонија. Во 2014-та стартуваше државната кардиохирургија, за која се говореше 20-30 години, но и неонаталната кардиохирургија, под раководство на најдобрите лекари од Америка во оваа област. Заради процедурите на Банката за развој при Советот на Европа, задоцни градбата на новиот објект на комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, како и на Штипската клиничка болница. И нивната градба ќе започне во првите 4 месеци од 2015 година. Во 2014 година, во комплексот клиники Мајка Тереза се заврши гасификацијата, а почна процедурата за изградба на гасна топлана за производство на електрична и топлинска енергија за потребите на овој комплекс, кој ќе донесе многу заштеди. Се гасифицираше и градската болница 8 септември, а кога сме кај заштедите, во 2014
се остварија крупни заштеди со воведувањето на така наречениот паралелен увоз на лекови и разбивањето на монополите во фармацевскиот бизнис, кои ќе се одржат и во 2015 со вкупна заштеда од околу 14 милиони евра, пари со кои во 2015 година ќе се реновира Прилепската и Битолската болница, Кумановската ќе добие нов ургентен центар, а клиниката Свети Наум Охридски во Скопје, како и некои други болници и клиники, ќе добијат дополнителна опрема. Ќе продолжат и инвестициите во културата, во спортот, во заштитата на животната околина, хидроцентралите, енергетиката, системите за наводнување и во многу други области. Посебно сме и ќе останеме посветени на образованието и иновациите, за кои ќе следат и првите грантови и подршки во 2015-та, откако во 2014-та се оформи фондот за иновации. Во 2015-та влегуваме со започната процедура за две крупни реформи во образованието. Едната, со која се регулира дејноста наставник, се формира Академија за наставници и се даваат стимулативни мерки за секој еден кој ќе се запише на педагошки факултет, со цел таму да се привлечат најдобрите студенти. Со оваа реформа, секој кој ќе студира педагошки факултет ќе добива месечно по 10.500 денари за време на студирањето, секој месец. Бројот на запишаните ќе биде ограничен и строго селектиран, исклучиво според квалитетот. Се воведува плюс една година академија за време на чие студирање секој месец студентите ќе примаат по 21.000 денари помош од државата и конечно, оние кои под овие услови во иднина ќе завршат, ќе имаат загарантирано вработување. Има новини и за постојните наставници. Имено, секој од актуелните наставници кои ќе заврши едногодишна академија ќе има за 3.000 денари повисока месечна плата. Целта е во иднина новите генерации да ги учат и оформуваат најдобрите и најквалитетните, добро обучени учители, наставници и професори во основните и средните училишта. Втората крупна реформа е поврзана со високото образование, нешто што деновиве е многу актуелно. Со неа се предвидува дека почнувајќи од 2018-та, секој професор ќе треба да издава најмалку 2 труда во 5 години во реномирани меѓународни списанија со фактор на влијание, објавени на листата на Thomson Reuters, Web of Science. Ова предизвика вознемиреност кај дел од македонските професори, која резултираше и со протести. Но на Македонија и се потребни квалитетни професори и напредни научници, кои својот квалитет нема да го мерат само локално меѓу себе, преку колумни низ дневните весници и бистрење политика, туку меѓународно, со своите колеги од сите напредни држави. Ова на краток период ќе го наруши нивниот комодитет, но долгорочно сите добиваме. И со оваа мерка, доколку целосно се спроведе, Македонија повторно ќе остане меѓу последните во Европа според бројот на меѓународно признати трудови на македонските научни работници и професори. Но од некаде мора да се почне. Да не бидам погрешно разбран, факт е дека ние во моментов имаме меѓународно конкурентни професори, но нивниот број не е голем. И тоа е предизвикот пред нас. Споредбите со Словенија и другите земји во регионот, каде имаат по 10 пати повеќе научни трудови, говорат се. Не сакам ни да помислам во овој момент да правиме споредба со земјите надвор од регионот, како Германија, Франција или Америка. Другата значајна реформа е државниот испит, кој треба да стави крај на купувањето дипломи без знаење, на корупцијата на факултетите, на добивањето оценки без знаење, што е на штета на самите студенти, но и на целото општество. Македонија нема избор, освен својата иднина, да ја позиционира и базира на знаење и креативност. Не можеме иднината да ја базираме на некои огромни резерви на нафта, или на природен газ, или на други рудни богатства, ниту пак на илјадници километри морски плажи, ниту пак на било што друго што го немаме. Ги имаме нашите умови и само со реално
и меѓународно конкурентно знаење, интерактивна настава, базирана на развој, на креативноста и предприемничкиот и иноваторски дух, можеме да очекуваме поголеми успеси и поголема среќа. Како индивидуално, така и колективно како држава. Во 2015 година ќе продолжиме со нашите напори за зачленувањето во НАТО и Европската унија. 6 препораки на Европската комисија за почнување на преговорите се показател за нашата досегашна посветеност на ова поле. Немањето волја кај нашиот јужен сосед, ниту да се најде решение за ова прашање, ниту пак да го дозволи нашиот влез во НАТО и почетокот на преговорите за членство во Европската унија, беа клучните причини за одвагањата кои ни прават голема штета. Предпазливи кон нашите национални интереси и со огромна волја за напредок, влегуваме во 2015 година по ова прашање. Опозицијата, која во 2014 година го доживеа еден од најтешките порази во нивната историја, се надевам дека во 2015 ќе извлече поука од сопствените грешки и ќе ја разбере пораката на народот. Од нас ќе има подадена рака за соработка секогаш, затоа што тоа е од интерес за нашата држава и за нашиот народ, за демократијата и за еднината. Со гнев, со злоба, без идеи и проекти, со неумесни условувања, со манипулации и интриги, не се освојува поддршката на граѓаните. Напротив, со многу труд, работа, посветеност, искреност и креирање на добро обмислени и пресметани идеи корисни за сите граѓани. Ние како влада и владеачка партија, освен со посветена и одговорна работа, ќе останеме фокусирани и на препознавањето и отстранувањето на нашите, на собствените грешки, на нашите слабости и пропусти. Само така можеме да останеме конкурентни на политичката сцена и да ја освојуваме довербата на мнозинството граѓани. Во 2015-та следуваат и измени и дополнување на Уставот, истапување на сила на комплетно нова законска регулатива во делот на државната и јавната администрација, со што од корен ќе се променат некои состојби и проблеми во тој дел, а ќе дадат нов елан и нови можности на вработените во администрацијата. Следува и пакет на крупни измени во законите во судството, кои треба да креираат уште поефикасно и поправично судство. Продолжува и силната борба против криминалот и корупцијата. Во 2014-та Македонија се искачи за 3 скалила на листата на Transparency International. А со посветеноста на ова поле, без селективност во мерките, цврсто верувам дека резултатите ќе продолжат да доаѓаат. И конечно, сите вам, почитувани граѓани, ви посакувам пред се добро здравје, многу љубов, спокојство и лични успеси и на приватен и на планот на вашата работа. Нека чувството на среќа во 2015 година ве обземе повеќе отколку во минатото. Нека се остварат повеќе лични и семејни желби и планови. Нека Бог ни дари добра мисла, бидејќи какви ни се мислите, таков ни е животот. Среќна нова 2015 година.